комитет во Битола, стануваат некои без да ги знаеш, и кажа, ајде влегуј, затоа што многу се плашеа во тоа време да се пријават. Јас ги имам, Сега ги читав сите записници Така. на тајните служби. Да. Значи како ги формирате вие комитетите, Така. јас сум тогаш Да. уште мал, значи нели 6 години сме разлика јас и ти. Така. Секаде имало присутни оперативци на тајните служби кои што после тоа дале запис. сега. Точно се знае кој зборел во Битола. Битола има 10 страни. Записник од формирањето на општинскиот комитет. И точно, овој каже ова, Црномаров каже она. да. За Црномаров има ептен. Сега, ама Дека Филип, како Гоце Делчев личи и така така го формиравме ние и првиот извршен комитет и вториот извршен комитет. Од луѓе кои тука на лице место ги запознавам у салата. Колку И имаше се, од вас сега, инфилтрирано тоа е прашање што ја до ден денеска не го открив, меѓутоа сметам дека вриело од удба. И можеби тоа, можам да кажем дека тоа било и заштитата на партијата, затоа што удба ценела цело време дека е партијата под доволна контрола за да нели, не знам. Не превземе Да ја способни преземе. действија. И Филип, ти се сеќаваш дека во тие први 8 години нема некој ќе направеше некој инцидент во партијата. Ќе помине една година, едната година пак некој инцидент. Мене ми се случувало, драги Јовановски новинарот, седнуваме на пресконференција, не знам, треба за нешто да зборуваме. Гледаш, Кога ти рече јас си одам, Добро, да не еве рече ти го дека Филип. лажам. Не, кој рече јас си одам, еве ти го Филип, он нека биде прв. гледаш, Филип. Само тоа е доцна. Тоа веќе 97. Ама ја ти кажам, такви инциденти јас сум имал Тоа е во време на десетици. Значи седиме на пресконференција, не знам зашто треба да зборуваме нешто. Драги Ивановски ми го зема микрофонот на пресконференција. Драги Ивановски си викаш, така? Да, со брковите. Да, со брковите, познат новинар на МРТВ. Да. Вика, јас овие се вакви, такви, онакви. Си одам. Си одам. На пресконференција еве му вика, еве ти го Филип, продолжете се со него. Ама тука цел извршен на партија. На партијата. Но добро, тоа е 97. Ама ајде сега 91 или сега 92 во Штип полна сала. Водителот, како се викаше, Тодор Нанев, подоцнат Киро Глигоров го стави председател на комисијата за границите со Србија. Го знам, и Нанев го знам. Тодор Нанев. И амбасадор беше мислам на време. И амбасадор, да, и амбасадор го праќаше негде Киро Глигоров. Се знам лично со него. Тој, значи, стоиме и двајцата на говорница и тој треба да ме најави, јас да зборам нешто слично, тој го зема микрофонот и вика, ние сме ВМРО, ама и го словенско ВМРО, не оваа ВМРО што вие го зборуваат. Такви удари Да. имавме Еден куп. еден куп, Филип.